Добар ден, драги ученици! Јас сум наставник Драган Станојковски по предметот физичко и здравствено образование. Предавам во Основното училиште Свети Кирил и Методи, Скопје, општина Центар. Денешната наставна единица е совладување на чекори од народното оро пајдушко. Цели: да се развива љубов спрема родниот крај и народите кои живеат во тој крај. Правилен и хармоничен физички развој на ученикот. Развивање на работните навики, развивање на ритам во корелација со музика. Совладување на народното оро пајдушко со музика и мотив од народното творештво и фолклор. Да се совладаат основните чекори поврзани со народната музика. И развој на моторичките способности со ритам и музика. Очекувани резултати. Ученикот да ги научи дадените народни ора и практично да може да ги изведува координирано со музика. Подобрување на држењето на телото, грациозноста, координацијата, силата, скочноста и издржливост. Македонски народни ора. Македонските народни ора имаат важно место во македонскиот фолклор и музичката традиција. Ората може да бидат отворени и затворени, а играчите се држат за раце или за рамења или за појасите, или под рака или со рацете свртени надолу. Сите играчи играат на ист начин, освен челниот играч и последниот играч, кои може да изведуваат додатни чекори и движења. Ората се вијат обично на десно, но има и ора што се вијат на лево. Пајдушко оро. Пајдушкото оро, тоест пијано оро, е македонски народен танец во 5 такт, брзо и бавно. Традиционално ова е машко оро, но во поново време понекогаш го играат и жени. Како се игра пајдушкото оро? Учениците вие учениците ќе го отворите клипот и ќе го видите видеото. Орото почнува тргнувајќи на десно со по 4 чекори со подигнување на ногата, а потоа на лево со десната нога се прескокнува левата и тежината се префрла на десната нога, додека левата се движи на десно. Игрорците потоа се движат наназад со по 4 чекори. Ви благодарам на вниманието.